Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Државниот врв се појави на постојаната анкетна комисија. Пратениците не покажаа почит. Како не ви е срам? Тука пред нас откочени вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза од 1 сат. Ние за 1 сат цела веб страна направивме од Супорт Кочени за да помогнеме. Знаете ли што значи 1 сат? Родителите на жртвите од Пулс побараа одговорност за сите. Филипче повика на мобилизација. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Премиерот демантира. Додека јас сум председател на владата, такво нешто нема. Предлог буџетот влезе во финална фаза. Министерката тврди дека носи стабилност и раст. Опозицијата обвинува дека е лошо планиран и не ги отсликува потребите на државата и граѓаните. Башким Бесими, избран за нов председател на Советот на јавни обвинители, Поцевски не гледа причина за негово разрешување. Продолжува со професионална работа. Австралија со закон ги забрани социјалните мрежи за помлади од 16 години. Овие вести во живо информираме за случувањето на постојаната анкетна комисија во Собранието. Останете со нас. Државниот врв се појави на денешната седница на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните, на која точка на дневен ред е представката од Сдруженијето на граѓани 16 март од Кочани. Седницата следи колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо во овие вести. Катерина, видовме во еден дел непочитување од страна на пратениците, но и соодветен одговор од страна на представникот на Супорт Кочани. Ке ни ги кажеш деталите за она што се случуваше во комисијата? Да. Така е, Иван, ова е прва обраќање на родителите и на невладините организации кои што се занимаваат и се настрадани во Кочанскиот пожар пред пратениците. Ова е постојана анкетна комисија за човекови права, тело кое што е уставна категорија и кое што е дел од постојаните работни тела, беше свикана по иницијатива на самите родители по представка во однос на заштитата на правото на живот. Родителите од тука побара неселективна правда, кривична одговорност не само на пониските нивоа на функционери, туку и на повисоко ниво да оди истрагата, побара и морална одговорност од актуелни владини функционери, но на што беше интересно е и дека побара поголема одговорност и почит од самите народни избраници кои што на почетокот на анкетната комисија всушност побара и паузи, меѓутоа и меѓусебно се обвинуваа што таа точно ќе донесе и дали се манипулира со нив. Исто така родителите побара и поголема институционална поддршка, поголема психолошка поддршка и поголема парична поддршка на семејствата и на починатите, меѓутоа и на сите оние над 200 повредени кои што сега се соочуваат со последиците. Нивните ставови, како и ставот на невладината Супорт Кочани, која што всушност беше најгласна и ги прекори, можам да кажам, народните избраници за нивното однесување, гледаме во продолжение. Наместо да ги заштити, системот ги остави нашите деца на немилост. Во објект кој работел незаконски, без лиценци, без технички услови и без елементарни безбедностни стандарди. Ова не е трагедија што се случила сама по себе, туку трагедија создадена од системски пропусти и негрижа. Дополнителна болка нанесува фактот што истрагата се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Гледаме дека се гонат само најниските во хиерархијата, додека оние што имале најголема моќ и одговорност, министри, директори, началници, инспектори, се движат слободно како да немаат никаква вина. И јас кога ќе го видам документот кој е потпишал акциската контрола, мислам, вие понесте, министерот Панче Тошковски, сакам да ми одговори на тоа прашање. Кој ја потпишал и наредил полициската контрола во Кочани таа ноќ? Во 12 часот се биле сите од СВР Штип и ОВР Кочани. Право да ве прашам дали одморивте, како се викавте, Иванка, Ивона, не ве гледам, тука седеш. Излезе ли? Како не ви е срам? Тука пред нас
откочени вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза до 1 сат. И ние за 1 сат цела веб страна направивме од Support Кочени за да помогнеме. Знаете ли што значи 1 сат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тога е подобро ни да не учествувате. Ово одговлекување ќе биде само обструкција на работата. А ние тука ќе видиме тоа јавно за да го кажеме. Затоа сме и тука. Нема да дозволиме вакви работи. Пауза, ајде утре, ајде дискусии по 1 сат ќе збореме. Родителите 9 месеца немат спиено тука. Пауза ќе тражат. Ние 9 месеца не сме направиле пауза, а волонтерски работиме, а вие сте платени тука. Нас на кондиција нема да не фанете. Колку дена и да биде, што и да треба да правиме, ќе го направиме во закоче. Да, Катерина, сосема оправдана реакција на представникот од Support Кочани. Веројатно пратениците мислеа дека и на оваа комисија ќе може да имаат и став или ист однос како за сите други прашања, па ќе продолжат со меѓусебни обвинувања. Што точно се случуваше во дебатата помеѓу пратениците? Па Иван, очекувано, иако владачкото мнозинство направи кворум на да се одржи оваа анкетна комисија, те рекоа дека нема да избегаат од дебата, така и беше. Дебатираа во делот на анкетната комисија, но секако дека со различни ставови што таа ќе донесе. Од владачкото мнозинство сметаат дека оваа анкетна комисија нема да ја донесе правдата што ја бараат родителите, бидејќи не може да се изнесуваат докази и факти кои што се дел од истрага која што се уште трае. Тие сметат дека Пасиев ги манипулирал родителите со тоа што ги повикал овдека, бидејќи со анкетната комисија не може ништо да се реши, туку само дека купува политички поени. Опозицијата пак смета дека се направени системски пропусти и тие повеќе се концентрира во своите говори на тоа дека треба да се направат законски измени. Еве ги ставовите на двете страни. Мораме да се зафатиме со најтешките работи, а тоа е да направиме еден комплетен нов политички систем со многу помалку институции, со јасно утврдена одговорност, а не фрагментирање на институциите, фрагментирање на тела кои што обврските и одговорниците им се преклапаат, не со изговори дека тоа не е наша работа. Кои биле причините на законодавецот, односно на овој парламент, тие услови да бидат олеснувани еднаш, па да бидат олеснувани уште еднаш, за на крајот да само со сопствена изјава сопственикот гарантира дека тој објект ги исполнува тие услови, предпоставувајќи дека на тој начин ќе превземе и кривичната одговорност, тоа е анализа која што ние како законодавен дом треба да направиме, не само на овој закон. Катерина, како што кажавме уште на почетокот, државниот врв се појави во собраниската сала на седницата на комисијата. Таму беше и премиерот, председателката на државата, председателот на собранието. Како тие гледаат на оваа поставка? Да, сите овие обраќања се случува пред целиот државен врв. Премиерот Мицкоски не се обрати на анкетната комисија, рече дека тука е за да ги сослуша сите страни. По самото одржување на анкетната комисија даде изјава во која што и тој, како и пратениците од власта, сметат дека ова е само манипулација што ја прави опозицијата на родителите на настраданите, дека државата
државата стои зад нив, дека ќе бидат обезбедени сите средства, сета поддршка и дека она што ќе донесе правда е само правична судска одлука која што треба да биде донесена во судски процес. Од друга страна смета дека за останатите несреќи собранието може да расправа имајќи предвид дека за нив е донесена судска пресуда, а ништо не ги спречува пратениците да направат системски промени преку законски измени. Еве го ставот и на Мицкоски. Секој пратеник, буквално, може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема доставен. Вистинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство до оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. Така го слушнавме премиерот Мицкоски, само да кажеме дека и обвинителот Коцевски не беше на анкетната комисија, но тој денеска изјави и рече дека вакви анкетни комисии во парламентот не се целисходни додека траат самите судски и истражни постапки, бидејќи секој изнесување на факти, докази или сведоци овдека во собранието би значело инкриминирање на самата постапка која што ја водат судовите. Расправата во анкетната комисија заврши, до крајот на неделата треба да се усогласат и заклучоци, а на некои од продолженијата на оваа седница ќе треба и да бидат изгласани. Само да споменеме дека формирана е уште една анкетна комисија, адхок тело, кое што ќе треба да почне наскоро со својата работа, но тоа се однесува на сите 4 големи трагедии изминативе години, не само на Кочанскиот случај. Катерина Нешкова во живо од собранието, благодарам за овие информации. Пред малку пристигна информација од владата, која што ја соопшти портпаролката на владата Митева. Таа вели дека на денешната седница е донесена одлука за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Тој пак претходно посочи дека не гледа причина поради која што би бил разрешен, како што претходно утврдил и Советот на јавни обвинители. Ги слушаме изјавите. Беше усвоен предлогот за разрешување на Љупчо Коцевски од функцијата јавен обвинител, со што ја продолжуваме постапката која согласно законските ограничувања беше привремено стопирана во изборниот период. Причините за оваа иницијатива се јавно познати и повеќе пати досега ги имаме образложено како влада. Доследно, транспарентно и во интерес на заштита на институционалниот интегритет и одговорност. Нашата цел останува недвосмислено: јакнење на правната држава и обезбедување на непречено функционирање на органите на прогон во служба на граѓаните. Лидерот на СДСМ Венко Филипче повика на мобилизација за спротивставување на можниот прием на мигранти од Британија. Според Филипче, Македонија не смее да стане периферија на Европа и најави онлайн иницијатива за спротивставување. Од ВМРО ДПМН велат дека нема причина за страф. Прво преку онлайн иницијатива, потоа со порадикални чекори и мобилизација на секој град и село, Филипче најавува дека нема да дозволат во земјава да влезат мигранти во рамки на договорот меѓу Македонија и Британија, за кој деновиве пишуваат британските медиуми. Тој директно прашува дали цената за кредитот од 6 милиарди фунти од Британија е Македонија да ги интегрира мигрантите во своето општество, особено преку нивно ангажирање во градежништвото, при што, според написите, државата би добивала по 20.000 фунти за секој мигрант. Филипче предупредува дека дури многу поразвиени земји од Македонија тешко се справуваат со мигрантските политики, а уште помалку земја со нефункционални институции, како што е нашата. Тој вели дека мигрантите во другите држави предизвикуваат немири, тепачки и напади и потенцира дека не смее да се дозволи насилно влегување на мигранти во Македонија. Ние сакаме развој. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Да дојдат луѓе кои што гледаме како се однесуваат во другите земји и какви проблеми ствараат. Насилства, протести, силувања, болести кои што се донесени, кои што се искоренети во многу земји. Ке следи силна мобилизација, активност на секој ниво, у секој град, во секоја општина, во секое село. Нема да дозволиме да дојдат мигранти тука.
Премиерот Мицкоски смирува. Дури тој на премиерската функција вели, мигранти во Македонија нема да се носат. Антилегалната миграција во фундаменталните вредности на ВМРО-ДПМН, а со проект Safe Country ќе бидат мониторирани границите да нема илегално влегување на мигранти во нашата земја. Они викаат failed asylum seekers. Тоа што значи? Неуспешни апликанти за азил, да ги праќаат во трети земји. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Додека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада, нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Написите првично ги објавија британските Daily Mail, Times и Sun, тврдејќи дека Велика Британија води формални преговори со Македонија за преземање одбиени баратели на азил. Британската амбасада во Скопје не ги коментираше овие наводи, но објави дека двете држави соработуваат преку заедничка работна група за справување со нерегуларна миграција, безбедноста и организираниот криминал во рамки на стратешкото партнерство воспоставено по средбата Мицкоски Стармер. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Предлог буџетот влезе во финална фаза. Министерката тврди дека носи стабилност и раст. Опозицијата обвинува дека е лошо планиран и не ги отсликува потребите на државата и граѓаните. Башким Бесими, избран за нов претседател на Советот на јавни обвинители, Коцевски не гледа причина за негово разрешување. Продолжува со професионална работа. Предлог буџетот за следната година влезе на пленарна расправа, представувајќи го пред пратениците, Министерката за финансии порача дека носи стабилност и раст. Опозицијата обвинува дека е лошо планиран и не ги отсликува потребите на државата и граѓаните. Предлог буџетот за следната година е развоен, заснован на реални политики за економски раст и поттик за инвестиции. Буџет со кој ќе продолжи макроекономската стабилност. Ќе се обезбедат пари за сервисирање на обврските, за функционирање на институциите и за подобар животен стандард на граѓаните. Вака Министерката за финансии го образложи предлог буџетот тежок 6,7 милиарди евра. Приходите пак се планирани на 6,5 милиарди евра и се темелат на зголемената наплата на данокот на личен доход, данокот на добивка, како и ефектите од глобалниот ефективен данок, кој ќе го плаќаат мултинационалните компании кои работат кај нас. Овој буџет не е само документ со бројки и табели, тој е економска порака за стабилност, доверба и развој. Јасна потврда за одговорно управување со јавните финансии, кој го воспоставивме и го продолжуваме со полн капацитет. Буџетот за 2026 година покажува дека можеме да управуваме паметно, дисциплинирано и визионерски, дури и во време на глобални предизвици. Буџетот е изготвен врз основа на постигнатите економски резултати и очекувањата за продолжување на позитивните трендови. Водевме сметка за реалноста во проекциите, економичноста и ефективноста во планирањето. Бројките се убави кога ќе се прикажат на хартија, но реалноста е поинаква, реплицира опозицијата. Наплатата на ДДВ-то и данокот на добивка не се одвиваат по планот и кога буџетот е креиран на нереална основа, се очекува напролет да има ребаланс, вели пратеникот Битики. Според него, ова е буџет кој не носи добро на граѓаните, туку асоцира на предвремени избори. Иако владата не сака да го изговори, од самата конструкција на буџетот мириса дека 2026 се подготвува како изборна година. Растат тековните расходи и трансферите, нема врзување на трансфери со пазарот на труд, нема предвидлив механизам за иновации и за јакнување на конкурентноста, нема обврзувачки индикатори за перформанси и на буџетските корисници. Ни се нуди наратив за буџетска криза што не ја подобрува структурната сила на економија. И затоа не станува збор за развој на буџетска политика, туку станува збор за политика на одложување, на позајмување и префрлање на трошоците во иднината. Инако од 200 поднесени амандмани, власта прифати само 6. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Инфлација од 4% во ноември измери државната статистика. Храната и пијалоците за една година поскапеле за 5,4%. И покрај ваквите податоци од Министерството за економија не гледаат причина за мерки за заштита на животниот стандард. Трошоците за живот во ноември повисоки за 4% споредено со истиот месец лани, пресмета статистика. За една година поскапело речиси се, а храната и пијалоците бележат раст од над 5%. Повторно се подгрева и месечната инфлација. Откако во септември и октомври беше минус 0,2%, во ноември пораснала на 0,5%.
Ова е повисоко дури и од август, кога месечната инфлација беше 0,2. Од Министерството за економија за Сител велат растот е умерен и очекуван. Важно е што ценовниот притисок останува ограничен и не укажува на потреба од итни краткорочни интервенции. Во моментов нема потреба од нови краткорочни мерки. Истовремено остануваме внимателни, го следиме секое поместување во ценовните групи и сме подготвени да реагираме доколку настанат поголеми шокови или ризици за стандардот на граѓаните. Македонската годишна инфлација во ноември е речиси двојно повисока од таа во еврозоната, каде се измерени само 2,2%. Инаку годинава забележана е највисока годишна инфлација од 5% во февруари, а најниска во април, кога беа измерени 2,6%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Дали буџетот за следната година навистина носи стабилност и развој? Можно ли е стабилизирање на јавниот долг и дали има доволно пари за редовна исплата на плати и пензии? Во тема на денот со Сања Лукаревска, пратеничка на СДСМ. Советот на јавни обвинители избра нов председател со поддршка од 8 гласа. Башкин Бесимија доби довербата да го води телот. Негова заменичка ќе биде Маријана Илиевска. Пред почетокот на седницата, државниот обвинител Коцевски рече дека не гледа причина за негово разрешување и најави дека ќе продолжи професионално да ја работи својата работа. Предноста е за мене, бидејќи сум бил и заменик, веќе имам континуитет и одлуките се кои се носат колективно, тоа колективно тело, ќе се залагам за сите јавни обвинители во Република Македонија да бидат заштитени од секоја смисла. Исто така и пред медиумите ќе бидем секојаш достапен. Тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Немате дилеми околу тоа дали може со истото мислење од Советот и така натаму никои правни ставови дилеми околу целата постапка ќе Видите, јас истото го кажав дека сепак тоа е политичка одлука, согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда. Тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму постапката е оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност. Борбата со корупцијата е само декларативна, а официјалните мерења покажуваат дека сме далеко од земјите кои гарантираат борба. На меѓународниот ден за борба со корупцијата упатени заложби за справување со системската корупција, градење на силни институции со интегритет кои ќе можат да се спротивстават на проблемот. Македонија е далеко под 50 земји кои гарантираат борба со корупција, рангирана на 88-то место, покажа последниот извештај за перцепција на индексот на корупција кој го објавува Transparency International за оваа година. И покрај бројните закони, подпишани декларации, борбата со корупцијата е само декларативна, вели претседателот Пандовски. На денот за борба со корупцијата апелира за поголеми заложби за справување со системската корупција. Генерално сите институции се наоѓаат во една хипокризија, тргнувајќи од недовербата во судството, нефункционирањето на институциите, големиот број на скандали кои истите ги тресат во последно време. Сведоци сме на запрепастувачките и уништувачките последици на корупцијата. Последниот случај со дискотеката во Кочани е само еден од случаите каде што се кажува јасно дека корупцијата покрај другото, покрај тоа што ги занемарува човековите права и остварувањето на правото пред остварувањето на правото на граѓаните може и да убие. Преку силни институции со интегритет може да се води силна битка со корупцијата, вели првиот антикорупционер. Корупцијата останува еден од најголемите проблеми во нашето општество. Ние како институција ќе вложиме напори во наредниот период за зајакнување на системот на интегритет во сите институции, бидејќи само преку силни институции можеме да изостанеме на патот на корупцијата.
До обвинителството лани биле доставени дури 40 ревизорски извештаи за сторени злоупотреби, од кои 37 биле прифатени. Годинава пак од државна ревизија доставиле 9 извештаи, а обвинителството досега прифатило 5 за 6 правни лица. До 16 декември да објавиме еден конечен ревизорски извештај кој ќе значи многу за државата во однос на тоа како не треба да се постапува и како се злоупотребени огромни средства, каде што имаме голем број на вработени кои што земале плата, а не доаѓале на работа, каде што имаме службени патувања фиктивни, каде што воопшто луѓето не ја напуштале државата и така натаму. Мисијата на Европската унија во земјава алармира дека проблемот со владењето на правото и борбата со корупцијата е една од кочниците за македонските интеграции. Во последните 3 години Македонија нема постигнато никаков напредок во борбата со корупцијата според извештајот на Брисел. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. По примерот на соседството, комуналната полиција може да биде решение за справување со отпадот и во Македонија, но законското решение е заглавено во собраниска процедура. Комунална полиција е потенцијално решение за ѓубрето и воспоставување ред во општините. Оваа иницијатива не се спроведува во ниту еден град во Македонија, но затоа Белград, Тирана, Подгорица и Љубљана веќе имаат успешна пракса. Искуството на регионот покажува дека нечистотијата се намалила неколкукратно. Позитивно е искуството од причина што генерално Министерството за внатрешни работи и полицијата има најширок диапазон на овластување. Создавање на вакво тело кое ќе се грижи само за специјализирани прекршоци од помал интензитет, всушност ја специјализира работата и ја прави едноставно луѓето кои се надлежни за овие поситни прекршоци да бидат побудни. Професорот смета дека надлежностите на евентуалната комунална полиција треба да се изедначат барем со оние на агенциите за обезбедување. Што значи тоа? Да можат да го задржат сторителот на таков прекршок до пристигнување на полицијата. Меѓутоа, тоа отвара дополнителни прашања. А тоа е дека тие комунални инспектори, односно полицајци, во иднина треба да бидат соодветно обучени за примена на мерки на присила, задржување, информирање на граѓаните соодветно. Иницијативата пак комунален ред е распакувана во новиот закон за локална самоуправа кој не претрпел промени на 20 години. Сепак и тој е заглавен во собранискиот лавиринт, бидејќи нема бадентерово мнозинство. Но за редарите да може да ги казнуваат граѓаните ќе треба да бидат направени дополнителни измени. Откако Ѓоргиевски седна во градоначалничката фотелија, се изгласува врската дека сите скопјани не смеат да фрлаат ѓубре од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Моментално град Скопје има вкупно 40 инспектори, 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Од 1 декември започна фазата на изрекување казни и за индивидуални лица и за компании кои што не ја почитуваат новата забрана. Пред почетокот на овој месец Скопјани добиваа само опомени. Габриела Лескова, Сител телевизија. Од Фондот за здравствено осигурување уверуваат дека тие не се причина за доцнење на исплатите за породилно. По реакциите на родилки дека им доцнат парите за породилно и по неколку месеци, од Фондот за здравство тврдат дека проблемот не е кај нив. Пролонгирањето на исплатите Клековски го лоцираше во доцнењето на доставените пресметки, посебно првите од страна на работодавачи, но и на државни институции, и апелираше тоа да го прават навреме. На брифинг со медиумите, директорот на ФЗО презентираше податоци од јули лани досега за исплатени средства по основ на породилно отсуство. Службите ќе проверуваат зошто во ноември и август има помалку исплати. Редовно со исплатите можете да видите дека нема прескок над месец. За да има 2 месеци доцнење на сите, ќе треба да видите дупка во паричниот тек. Значи, и кај породилните отсуства, и кај капитациите, секој месец се вршат исплати во слични обем. Можниот проблем во декември е решен со прераспределбата во буџетот, каде што е зголемена позицијата за породилни отсуства поради изголемувањето на платите, не поради изголемување на бројот на родени бебини породилни отсуства. И исплатата на капитацијата на матичните лекари според Клековски се одвива тековно согласно договорите, а за реакциите зошто на онкологија нема тумор маркери. Тој укажа дека истите ги има на Институтот за клиничка биохемија во комплексот Мајка Тереза.
Тој повика лекарите да им објаснуваат на пациентите каде може да ги направат овие анализи најблиску до нивното место на живење. Според директорот на ФЗО, најголемиот дел од овие испитувања не треба да се користат за диагностика, туку за следење на болеста. Например, ако имаме 2500 пациентки со рак на дојка кои користат хормонална терапија во моментот, имаме 21.000 анализа направена за соодветниот тумор маркер, што укажува дека најверојатно се прават непотребни анализи, бидејќи овие тумор маркери не помагат во диагностика на рак на дојка, се добри само за следење на состојбата. За направени околу 250.000 тумор маркери годишно, фондот фактурира на лабораториите со кои има договор над 2 милиони евра. Александар Динев, Сител телевизија. Во продолжение вестите од светот. Во преговорите за можно мировно решение, Украина и натаму одбива да отстапи територии на Русија.